Општина Струмица оваа година планира да се задолжи со 40 милиони денари. Средствата, како што кажа градоначалникот Костјановски, ќе бидат наменети за проширување на гасоводната мрежа. Општината со својата кредитоспособност добила согласност од Министерството за финансии за домашно или странско задолжување, а веќе во наредниот период ќе отпочнат постапката. Се работи за сума од околу 40 милиони денари, предвидена за развој на гасоводната мрежа во Струмица, проект кој сметам и јас и сите се сложуваме дека е многу значаен, дека е суштински, дека е потребен и од еколошки и од економски аспект, и мислиме и до толку повеќе што овој проект е база за наредното предстоечко вклучување кое се надеваме дека ќе биде остварливо во наредниот период со директниот гасовод од Република Бугарија. Проекциите на јавното предпријатие Струмица газ е ова година да се пушти дистрибутивна мрежа до првите населени места, вели директорот Благој Милановиќ. Паралелно ќе се надоградува и мрежата во градот. До сега Струмица газ со општински средства има изградено мрежа од 29 километри. И тие се планирани за проширување на мрежата во населените места. Куклиш, Дабиља, Добрејци. Во прво време тие што се поблиски до Струмица. Доколку испадне секако што треба со кредитната линија, тие средства се наменети за таа намена. Меѓутоа не значи дека ќе застанеме и у градот. Значи во градот ќе се продолжи со изградба на нови делници, таму се има општината предвидено посебни средства за таа намена, така да ќе ја прошириме мрежата и во градот и во населените места. Над 200 домакинства се приклучени на гасоводната мрежа во Струмица. На газ се греат институциите под надлежност на општината, но не и државните институции. Сите објекти под капата на централната власт и понатаму се греат на нафта, иако до Струмица газ веќе доставиле барања, музеот и Центарот за култура.